Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ролати од копани. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 4 копани со подкопани, 3 кисели краставички, 150 грама кашкавал, 2 моркова, 150 грама чунка, 1 лажица зачин, 100 мл бело вино, 1 лимон, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 50 на минути. На даската за сечење на пилешките копани им ги отстрануваме коските. Пилешкото месо на повеќе места го засекуваме со нож, за да добиеме рамна површина. Месото го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер. Потоа месото го зачинуваме и со зачин. Лимонот го цедиме во цедалка. Секое парче пилешко го ставаме во длабок сад и го попрскуваме со лимоновиот сок. Месото го преливаме со бело вино. Потоа го оставаме месото да отстои во маринадата една ноќ. Почнуваме со подготовка на филот. Претходно обарените моркови ги сечкаме на коцки. Морковите ги ставаме во длабок сад. И киселите краставички ги сечкаме на коцки. Краставичките ги додаваме во садот со морковите. На сличен начин ја сечкаме шунката. И шунката ја додаваме во садот. Потоа на ситната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Мешаме со лажица. Пилешкото месо го вадиме од садот со маринадата и го ставаме на чинија. 2 пилешки шницли ставаме на кујнска крпа. Потоа ги свиткуваме шницлите во крпата и ги притискаме се додека потполно не се исушат. Постапката ја повторуваме со останатите 2 шницли. Првата пилешка шницла ставаме на даската за сечење. Ја прекриваме со најлонска фолија и ја толчиме со дрвен чук. Врз истолчената шницла нанесуваме од филот. Потоа ги свиткуваме краевите на шницлата, ја прекриваме со фолија и уште еднаш ја толчиме со дрвен чук. Пилешката шницла ја свиткуваме во ролат. Ролатот го зацврстуваме со готварски конец. Постапката ја повторуваме со сите шницли. Скарата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Потоа ги редиме ролатите на скарата. За време на печењето ролатите ги превртуваме. Откако ќе поруменат од сите страни, ги вадиме ролатите од скарата и ги ставаме на чинија. Од ролатите го отстрануваме готварскиот конец со кој беа зацврстени. Потоа ги сечеме на парчиња. Листот блитва го сечеме на половина. Со парчиња блитва ја украсуваме чинијата за сервирање. На едната страна на чинијата скалесто ги редиме парчињата ролати од копани. Киселите краставички ги сечкаме на долгнавести парчиња. Исечканите краставички ги сервираме од другата страна на чинијата.
До краставичките ги сервираме парчињата претходно сварен компир. До компирот пак ги сервираме главичките претходно обарен прокеј. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.